не само што паѓа довербата во ДПМН, туку паѓа довербата значително и во нивните коалициони партнери. Истиот обвинител, кој што пред неколку месеци даде позитивно мислење за тоа фал сертификатот на Бојан Христовски, деновиве беше унапреден во виш обвинител. Ако тоа не е доказ за сериозна корупција. ВМРО ДПМН вели СДСМ се очени, немаат кандидат за метрополата, никој не сака да се нафати. Очајни се резултатите на ДПМН и Мицкоски во изминатата година како власт. Очајни се на секое поле. Секој иселување на млад човек кој што е работоспособен не кошта околу 15.000 евра во GDP. Така што некогаш и јас имам чувство како што и јас стареам дека чекориме, но не се движиме никаде, зборуваме, а ништо не кажуваме. Дали животот е глума? Да, апсолутно. И сите глумат. Само не се свесни за тоа. Вака, оставени на нашата совест, државата ќе ни остане таква како што ни. За ваков театар, кој е така, улогата негова е коректор во општеството, да укаже на некакви девијантни појави, да укаже на некакви убави појави, убави појави. Локалните избори ќе бидат тест како ќе се одржува реалната супермација на ВМРО ДПМН и дали е можно опозицијските социјалдемократи да се рехабилитираат од доминацијата на актуелната власт. Смртта и изгорениците на младите во Кочанската дискотека им тежат на премиерот и министерот за внатрешни работи. Ова е мал вовед за почеток на разговорот и гостувањето на потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Кристина Костова. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добро ве најдов. Благодарам на поканата и можноста да поразговараме. Господа Костова, ќе бидам краток во првото прашање. Во моментов, каде ја гледате сршта на главните проблеми во државата? Очигледно е овие очајни резултати кои што ги покажува владата предводена од Мицкоски и ДПМН во минатата година, првенствено на економски план. Народот се повеќе и повеќе ни тоне во немаштија, во сиромаштија. Куповната моќ на граѓаните е падната и е најниска во Европа. Минималната плата е предпоследна во Европа и на европско тло. Трошоците за живот секојдневно растат. Последно еве што имаме како последен податок само од оваа недела дека зеленчукот во споредба со минатата година само цените на зеленчукот пораснале за 46%. Тоа е речиси 50% раст на цените, за кои што владата и Мицкоски не сакаат во целиот овој период на кој било начин да интервенираат, да го спречат ова дивење на цените, и раст на цените, на инфлацијата. Не само куповната моќ, не само цените и оние финансиски предизвици со кои што секој од нас се соочува со нив кога ќе влезе во супермаркет и одењето во супермаркет ни стана луксус за повеќето од нас, туку исто така се сериозно покачени сметките за струја од 20 до 30%. Покачени се кај вас во Скопје сметките за парно. Во општините каде што владеат градоначалници од редовите на ДПМН има покачување на комуналните услуги од комуналните предпријатија и покрај тоа што сервисот, односно услугите кои што ги добиваат граѓаните како квалитет се има значително намалено. Растат даноци за имот, за пренос на имот и сето тоа на начин кој што не е целосно законски, зборуваме нели за оние локални давачки кои што ги има секој од нас. Имаме земја која што е се по и по задолжена. Не зборуваме само за унгарскиот кредит и само за кредитот кој што е дел од партнерството со Велика Британија, туку овде зборуваме еве за последниот ребаланс на буџетот, кој што инаку се користи како предизборно оружје стандардно од ДПМН, ама според тој ребаланс ДПМН залага ново задолжување од 500 милиони евра. Бидејќи на почетокот ова интервју ставате акцент на економијата, владата на затворена седница ги разгледувала понудите од странските финансиери што се пријавиле за финансирање на крупниот капитал проект пруга кон Грција. Дали вие молчите како опозиција како совидна компензација на сомнителноста околу проектот Бехтеленка?
За таа наводна сомнителност се покажа дека нема никаква издржаност, затоа што оваа влада или оваа владеачка структура, предводена од Мицкоски и ДПМНЕ, се што зборува сега го бришат и го ставаат настрана и тие продолжуваат со спроведување на проектот Бехтел со Бехтел и Енка и гледаме дека сега нема никаков проблем таму и дека тоа го користеле само како пропагандна техника за да освојат колку што можат повеќе гласови или политички поени, создавајки такво едно огромно незадоволство кое што се покажува како неоправдано. Што се однесува до економијата и она што значи економски текови. Економските текови на оваа влада се покажуваат катастрофални. Почнав да зборувам за јавниот долг и ова е важно прашање затоа што со ова последно задолжување се преминува онаа критична граница од 60% на јавниот долг од БДП. Тоа значи дека буквално се турка Македонија во должничко робство, зашто цело време зборуваме, а гледаме дека и покрај земањето на многу неповолни кредити, по многу неповолни каматни стапки и на нетранспарентен начин, парите се уште не знаеме во целост како се трошат. И уште една многу загрижувачка ситуација со економијата, тоа е пад на индустриското производство. Ова морам да го спомнам затоа што сега се обидуваат да продадат некој филм за екзалтација или сами да си аплаудираат себе си дека имало некаков раст во споредба со мај 2024 година, но и економските експерти, почитуваниот Никола Поповски кој што и бил овде кај вас во емисија и образложувал, велат дека тој месец не може да се земе како споредба или како параметар, затоа што мај 2024 година беше месец на сериозни политички превирања. Мај 2023 до мај 2024 има пад на индустриското производство од некои си 13,5%, така што споредбено со тој месец се уште имаме минус од 4% за индустриско производство. Инвестициите, инвеститорите си одат, капитални инвестиции гледаме дека нема и особено е загрижувачки, тоа не го нотираме само ние од Социјалдемократскиот сојуз, туку гледаме дека е и сериозен дел од извештајот кој што го добиваме од Европа, а тоа е ставањето во финансиска незавидна ситуација или финансиска зависност преку унгарскиот кредит, како сомнителни финансиски текови кои што водат до она што и самата Европска унија го препознава како зависност од Кина. И во целиот овој момент имаме... Господја Костова, зошто не реагиравте на големиот проект поврзан со пругата? И помалку е индикативно како да оставате... Ние имаме, прво, постојат во јавноста многу недоследности и нетранспарентност во однос на тој проект. И впрочем, за целата таа спогодба, која што сакаа да ја представат како меѓународен договор со Велика Британија, кога немате и кога јавноста не располага со доволно информации, кога ние треба да се информираме од странски медиуми за тоа што значат договорите кои што ги потпишува оваа влада, тогаш не можеме да тргнеме по патот на ДПМН во минатото и само да се расфрламе со критики ако немаме доволно информации. Кога станува зборете и за тој договор и за однесувањето на ДПМН како опозиција наспроти она што сега го имаат како власт. Во минатото се креваше галама и паника околу секоја постапка на кој било од членовите на владата. Деновиве, министерот за одбрана и министерот за надворешни работи се во посета во Велика Британија. Јас ќе ве потсетам на една голема галама или паника која што се створи околу пречек на нашата тогашна министерка за одбрана со Јовано Јованке, мисля че дека беше инструменталната верзија. Сега гледаме дека тие ниту се пречекани, ниту со македонската химна, ниту се пречекани на соодветно ниво. Уште една работа би спомнала околу ова, а тоа се известувањата од сериозни британски медиуми. Sky TV, Телеграф исто така известуваше за одредени толкувања на таа спогодба која што е потпишана помеѓу Велика Британија и Македонија, а во која што спогодба тие толкуваат дека договорот за хендлање, менаџирање на мигранти значи и дека во Македонија би се отвореле такви мигрантски кампови, зашто Мицкоски и ДПМНЕ бегаат од таа тема, не одговараат на тие прашања, не одговараат на прашања кои што се поставуваат не само од СДСМ, туку од генералната јавност, а се поврзани со известување на британски медиуми и нивното толкување на тие спогодби. Господја Костова, вашите критики во однос на договорот со Велика Британија идат и во насока на
предупредувањата од страна на Фискалниот совет, кој вели дека со кредитот од Обединетото кралство ќе се зголеми јавниот долг на земјата. Алармира дека ако земеме заем од само 2 милиарди, од планираните 6 милиарди евра, ќе скокне долгот за 64,7% од БДП. Во овој случај, што значи? Како ќе ги сервисираме долговите во иднина? Ова е сериозен проблем за кој што многу економски експерти предупредуваат. Укажува исто така и на онаа волја која што ја покажува Мицкоски и ДПМН да целосно не оттргнат од европскиот пат, поради тоа што со тргањето на Македонија од ситуација во која што би ги остварила своите последни и најважни стратегиски цели, а тоа е за членување во Европската унија, тоа би значело прво сериозна финансиска придобивка, затоа што со секоја реализација на нашите обврски од реформската агенда, ние имаме можност да пристапиме до неповратни европски фондови. Значи, наместо да земаме вакви неповолни кредити кои што не се целосно транспарентни, по неповолни каматни стапки, ние имаме можност да користиме европски грантови. Но е сериозно и многу загрижувачки тоа што наместо да се оди во таа насока, тие бараат други извори на финансирање, ја оддалечуваат Македонија од остварувањето на својата стратегиска цел. И видете, ова е нотирано во извештајот на Европскиот парламент. Ова е исто така нотирано од нашите пријатели во Европа по повеќе и од повеќе инстанции. Во моментов, ваквата реторика и она што исто така е нотирано во извештајот е создавањето на општествена поделба и поделба на граѓаните на патриоти и предавници, како што тоа ДПМН знае да го прави во минатото, засилување на антиевропската пропаганда и дека тоа се прави преку медиуми и таблоиди на српски јазик кои што имаат значително влијание во овој регион, меѓутоа се нотирани и прибележани во извештајот како медиуми кои што ги пренесуваат директно ставовите на Кремљ. Дали е оправдана загриженоста од идентитетски инженеринг? Како што веќе реков, тоа е нешто на што одредени структури во општеството, блиски до владеачката структура, со особено влијание и поддршка јавно дадена за ова владеачка структура, го прават во изминатите децении. Јас само ќе ве потсетам дека сето ова што Мицкоски сега го прави, не е ништо ново. Ова многу потсетува на она што се случуваше во 2008 година и е бледа реприза на тој условно речено пресврт во македонската надворешна политика. Јас ќе ве потсетам дека за тој пресврт подоцна ние слушавме во бомбите дека Груевски преговарал и се пазарел со името и со идентитетот заедно со Сашо Мијалков, со Антонио Милошевски. Ова се од разговорите кои што имавме можност да ги слушнеме, ова не е ништо ново. Па дури има едни разговори со Зоран Јолевски кој што вели Нимиц се чувствува дека е исклучен од целиот процес затоа што Груевски во тој период преговараше со андерграунд преговарачи. Тогаш се случува тој пресврт, ама ние тој пресврт го плативме многу скапо. Господе Костова, на што се дължи што придавката македонски пред идентитетските обележја, јазик, народ, култура, за разлика од 2005 па се до денес, се помалку се акцентира во извештаите на Европската комисија. Во 2006 година синтагмата македонски јазик исчезнува. Македонскиот јазик беше обезбеден без фусноти, без звездички, без дообјаснувања преку договорот с Фронтекс и преку преговарачката рамка, за која што има одобрение и одобрена и прифатена и изгласана од сите 27 земји членки на Европската унија. Тоа е дипломатска победа постигната од претходната влада, предводена од СДСМ. Меѓутоа, како тогаш денес, како тогаш сега во последните заклучоци се доведовме да изостане македонски јазик. Сето ова што го зборувам претходно, и за оно идентитетски инженеринг, и за оние структури поврзани со ДПМН кои што подгреваат анти-ЕУ сентимент. Меѓутоа, очигледно и некаква координација која што очигледно постои помеѓу ДПМН, Мицкоски и некои структури
во Европскиот парламент, предизвикуваат ваквите победи кои што сме ги реализирале порано, сега да бидат претворени во порази. Она што сакам да го кажам за извештајот е дека ние треба да се фокусираме на деловите од извештајот кои што ни велат дека треба час поскоро самите себе си да се оправиме и да бидеме подобри како држава, да ги спроведеме оние реформи кои што од нас се бараат, не за ЕУ, туку за нас, затоа што кога ќе се спроведат тие реформи, на сите нас ќе ни биде подобро. Тоа се реформи во правосудството, например. Тоа се реформите кои што значат изгласување нови закони за судски совет, за обвинителство. Ама гледаме дека таквите реформи не му одговараат на ДПМН. Затоа што Македонија надвор од не само од Европската унија, туку и од евроинтегративниот процес е плодно тло за уште поголема корупција. Еве деновиве што се случува. Онаа сага коруптивна со Бојан Христовски и АНБ е таква голема дамка на Македонија воопшто, меѓутоа и толку еклатантен и очигледен пример за корупција, што Мицкоски колку и да сака да избега тоа не може, па дури и самите негови членови во разговори со нас кажуваат, па и ние од ДПМН имаме други луѓе кои што се и поквалитетни и пообразовно спремни за таа позиција, ама тој запнал токму со Бојан Христовски, ова се нивни зборови. Ама Мицкоски гледа и наоѓа начин по секоја цена да го задржи Бојан Христовски на таа позиција. Истиот обвинител кој што пред неколку месеци даде позитивно мислење за TOEFL сертификатот на Бојан Христовски, деновиве беше унапреден во виш обвинител. Ако тоа не е доказ за сериозна корупција, ако тоа не е доказ за спречување на институциите да си ја работат работата, тогаш немаме што понатаму да зборуваме. Кристина Костова, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господја Костова, партиско решение или граѓански активист за градоначалник на Скопје? За градоначалник на Скопје ќе го понудиме најдоброто решение кое што допира до сите скопјани. Скопје е град кој што во изминатиот период се соочи со сериозни и значителни проблеми. Не постои градска институција која што функционира, од јавниот превоз преку комуналните институции. ВМРО ДПМН вели СДСМ се очени, немаат кандидат за метрополата, никој не сака да се нафати, бидејќи се свесни дека ќе доживеат уште еден дебакал, изборен дебакал. Очајни се резултатите на ДПМН и Мицкоски во изминатата година како власт. Очајни се на секое поле, и на надворешна политика, и на економија, за што веќе зборувавме. Очајни се нивните резултати дури и на локално ниво. Единствено во што тие не се очајни е ширењето на пропаганда и одржување на таа ботовска мрежа, која што предизвикува општествени поделби, јазови во општеството, поделба помеѓу граѓанството, а тоа е тактика на владење на која што мораме сите ние честни граѓани силно да се спротивставиме. Моментот е сега, локалните избори на сите граѓани кои што, не само на социјалдемократите, туку и на сите граѓани кои што и мислат добро на државата, се добар момент да се и да се преиспитаат одлуките, меѓутоа исто така и да се препознае потенцијалот за спречување на погубните политики на Мицкоски и ДПМН од изминатава година дена. До неодамна велевте дека се дистанцирате целосно од ДУИ, дека ДУИ мора да се реформира. Сега од време на време знаете да спомнете дека ние нема да кандидираме своји кандидати за градоначалници таму каде што ќе бидат номинирани луѓе од ДУИ. Не беше кажано дека таму каде што ќе бидат номинирани луѓе односно кандидати од ДУИ, воопшто не е такво решението. Решението е донесено во соработка со општинските организации во одредени општини, кои што бараат да своите капацитети, логистички и на секој друг план, ги вложат соодветно, да не трошат енергија за кампања која што би им одземала, да речеме, од капацитетите со кои што располагаат. Така што во одредени општини се донесе таква одлука за да им се излезе пред се во пресред на членството. Но она што исто така е важно да се каже е дека реформи мора да има во сите политички субјекти, во
тоа е покажано и докажано и тоа ни го укажуваат и нашите пријатели, но не е важно веќе тука што кажуваат пријателите, важно е и ние дека треба да направиме една ретроспектива. Ако сме заминале во опозиција, тогаш, како велат, прво треба да се средиме за потоа да можеме да настапиме и да ја бараме повторно довербата која што сме ја загубиле. Тоа како што важи за СДСМ, така важи и за ДУИ, така важи и за сите други политички субјекти. Зошто бегате од ДУИ? Но ова ниту станува збор за бегство, ниту станува збор за приближување. Имаме политичка агенда и понуда која што се разликува во одредени сегменти пак наоѓаме заеднички јазик и тоа е добро и така треба да функционираат работите во она што значи политички пейсаж на една земја. Во моментов сме фокусирани на правење анализи во врска со тоа како и стоиме на терен, меѓутоа и како би можеле да ги подобриме резултати. Вие додека правите анализи, дел од кандидатите кои веќе ги промовираше ВМРО ДПМН се растрчани на терен. Каја Шукова или Мишко Ралев? За тоа ќе добиете информација сите медиуми, се разбира, до крајот на јули. Се прават, како што веќе реков, пресметки, анализи. Рековте во една прилика, ние сме опозиција на власта, на ВМРО ДПМН, а не на државата? Да. И тоа стои. Не на државата. ВМРО ДПМН е државата? ДПМН е во континуитет и во минатото и сега се обидува да го киднапира државниот апарат за своји лични теснопартиски цели. Гледаме како тоа го прават преку узурпација на институции и сега, преку поставување на непотистичко партиски мрежи. Само неодамно се случуваат тие непотистички назначувања во МНАФ, например. Меѓутоа и да не зборуваме и за останатите непотистичко партиски мрежи поврзани со членови на семејства, на пратеници, на министри, заменици министри, на секаков вид на функционери кои што доаѓаат од ДПМН. Во еден аздис се тие, како да не знаат како побрзо да постасаат да ги пополнат тие места со нивни членови на нивните семејства. Овде исто така зборувам и за таа тендерска мрежа која што ја започна или ја реобновија ја обновија во 2021 година преку локалните власти, а потоа ја унапредуваат, сега гледаме, со државните институции на централно ниво, а тоа е тендерска мрежа со која што се одлеваат граѓански пари во правни и физички субјекти исто така, поврзани со Белата палата. Госпоѓа Костова, што ќе биде за вас како партија индикатор дека сте се движите во вистински правец како партија и што ќе биде за вас оценката дека сме победиле и дека се враќаме меѓу граѓаните? Во моментов оно што можам да ви го кажам е дека пораките кои што стигнуваат и до мене лично, меѓутоа и до раководството и до партијата и на ниво на општински организации е позитивна. Довербата се враќа, знаете како велат, довербата лесно се губи, тешко се враќа, меѓутоа гледаме дека довербата се враќа првенствено помеѓу базата, кои што бараат да бидат слушнати, нашите членови сакаат да бидат вклучени во носењето одлуки, во градењето политики. Така што тоа е особено охрабрувачки. Она што одредени анализи го покажуваат е дека не само што паѓа довербата во ДПМН, туку паѓа довербата значително и во нивните коалициони партнери. И она што исто така се покажува е дека на граѓаните како да им е смачено веќе од партиски препукувања кои што не водат никаде. Тие јасно кажуваат, дури и во анкетите, дека сакаат да видат Македонија која што е прогресивна, која што ги остварила своите цели, Македонија која што има функционален систем. А за да се бориме за функционален систем, постојат конкретни работи кои што треба да ги преземеме, конкретни реформи кои што треба да ги спроведеме, за да ни биде на сите добро. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Благодарам и вам.
не сакаме да се соочиме со проблемите кои што се пред нас. Под А, недовербата во институциите, под Б, или под два, недостапноста на институциите за младите луѓе, дека не можат да го достигнат чувството дека можат тие нешто да променат, да се активираат во општеството и тие да ги променат институциите внатре. Трето, сметам дека недоволно се адаптиравме на новите реалности, на новиот начин на живот кој што е релативно брз проток на информации, каде што може да успеете било каде во светот, дури да живеете во Македонија, можете да успеете во целокупниот свет.